Добро дојдовте во Зебра. Денеска ја продолжуваме темата што ја отворивме кон почетокот на оваа недела и во која имаше многу бурни реакции и во јавноста, но и на нашите социјални профили го поставивме прашањето дали е патриотски да се остане во Македонија и покрај тешките услови или е прагматично да се замине од државата. Денеска оваа дебата ја продолжуваме со нашите гости Маријан Забрчанец, извршен директор на Младинскиот образовен форум, и Коста Петров, основач и собственик на агенцијата Pew World. Добро дојдовте. Коста, од едно од истражувањата кои што ги користевме во подготвувањето на емисијата и при консултирањето или на статистичкиот дел од податоците, се вели дека 85% од младите со високо образование сакаат да си заминат од земјата. Како некој кој што учел, се едуцирал, си живеел надвор во повеќе држави, надвор од Македонија, но сепак си се вратил, си ја почнал својата агенција и својот бизнис тука, и го знаеш животот надвор од Македонија, можеме ли да кажеме дека младите можеби ја идеализираат сликата за тоа што ги очекува надвор од државава? Добро прашање. Генерално мислам дека тоа така. Ја идеализираат таа пепелашка приказна дека сега ќе отидам во странство и ќе започнам со некоја помала работа, ама знам дека за некоја година ќе се купам куќа, нели со бела ограда, американски филми и така натаму, и на некој им се случува. Меѓутоа, она што е интересно и што повторно некако има можеби додирна или недодирна точка со реалноста, е тоа што ние кога сме тука, не сме спремни да дадеме 100% и да се бориме. Ако ќе излеземе надвор, со оклоп сме и спремни, сега ќе успееме. Значи, многу интересно да го видиш менталитет на луѓе што биле овдека, што едноставно само гледале ќе одиме во странство, не се ни потрудиле нешто да направат со својот живот, а кога ќе отидат во странство, спремни се да направат за да успеат. И мене тоа уствари е најинтересното од цела оваа дискусија. Зошто не сме борбени тука да се ги исполниме нашите соништа? И тука може да се исполнат соништата, не ова земја каде што соништа да се убиваат. Ја 12 години ги бркав моите соништа, не знам, од Дубај, во Прага, во Америка, за на крај да дојдам овдека и уствари сите соништа да се ги исполнам. Зошто се врати? Зошто се вратив? Се вратив бидејќи дојдов да наставам фирмата во која што работев во Дубај, каде што во принцип немаше веќе каде да одам. Значи тоа ми беше позицијата, топ позиција, имав плата, живот супер. Меѓутоа искрено сакав да направам нешто што е лично мое, да го земам тој ризик и сакав тоа да го направам од Македонија, прво затоа што имам 3-годишна ќерка која што сакам колку да го критикуваат општеството да расте во едно реално општество, а не во општество каде што се е луксус, а уствари е нешто сосема друго. И иако не сум патриот, ме фати еден инат да им докажам на сите дека големи работи може да се создадат и од Македонија, дека не е Македонија земја што само ги копира или ги прати трендовите, туку земја каде што живеат млади луѓе полни со идеи, луѓе што може да го променат светот. И мислам дека тоа е брендингот кој што треба да го заземе Македонија, земја на млади луѓе кои што се спремни да го променат светот. Твоето семејство има еден тип на фамилиарна традиција да се живее во странство, да се работи во странство долги години. Дали постои една констатација, значи која што е така многу популарна, дека првата генерација секогаш е онаа генерација која што се жртвува. Се согласуваш ли со таа констатација? Од лично искуство, значи еден дел од мојата, значи страната на мајката фамилија е веќе 40 години, значи работи во Швајцарија, значи и татко ме работеше 10 години во Швајцарија, потоа се врати во Македонија, меѓутоа патувам често во Швајцарија и се среќавам со луѓе кои што се во нивно опкружување, значи луѓе кои што во исто време заминале. И она што ми е интересно е што ќе си замислиш дека од генерација на генерација ќе има некој не само во финансиски аспект некој развој, туку дека нели и во интелектуален и дека соништата ќе се зголемуваат и се, меѓутоа не го приметив тоа. Односно некако тој развој заврши со тоа сме во странство, значи можеме количката да ја напуниме со продукти што ги нема во Македонија и еднаш кај годината да се вратиме со најбесна кола во Македонија.
Меѓутоа, некој развој од аспект дај да направам нешто големо со мојот живот, дај да направам нешто што ќе започне некој тренд, немам видено. Може би со обкружен со погрешни луѓе, меѓутоа еве насекаде на светот патувам и во Америка, значи во тие македонски, ја викам гета кај што живеат македонците. Значи, не знам, тотално е Не е различно. животот во толку Значи, многу различни бои за разлика од Чикаго, Црна Бела, например, Цветна значи Македонија. Чикаго, тоа што е македонскиот дел каде што е во Чикаго, значи не сакам никого да навредам. Меѓутоа менталитетот на луѓето што живеат, начинот на кој што живеат, јас мислам дека е Македонија пред 40 години. И например ја и кога ќе видам например на интернет одредени видеа од македонци од странство, мене ми доаѓа да се срамам дека сум македонец, дека оние представуваат Македонија бидејќи тие немаат никаква додирна точка со тоа што е денеска модерна Македонија. Маријан, ти звучи ли ова како преголемо поедноставување, симплифицирање на тоа што е странство и што се можностите што ги нуди странство во однос на тоа да се остане тука и каде главно ги лоцираш причините за тоа што луѓето заминуваат? Ова ми звучи на лична перцепција за појавата одлив на мозоци или заминување од сопствената држава. Меѓутоа, добро праша кои се причините. Може би треба прво да се запрашаме зошто младите од Македонија сакаат да ја напуштат земјата и зошто ја напуштаат. Па подоцна да разговараме како им е во другите земји каде што одат, бидејќи на крајот на денот знаеме сите многу луѓе кои што заминале надвор од Македонија заради образование, што значи виделе како е таму и се одлучиле да останат. Ако биле свесни дека таму е полошо, веројатно ќе се врателе тука. Ако тие гета или енклави кои што ги спомнувате, кои што живеат во Чикаго, навистина живеат во толку лоши услови, полоши од македонските Не реков дека услови. живеат во лоши услови. Услови кои што не се се далеко толку розови колку што се представуваат Како во Македонија пред 40 години, така? Значи може и понатака, значи може и 50. Добро. Јас мислам ако навистина живееле во услови како Македонија пред 40 години, веројатно ќе се врателе и ќе живееле тука во Затоа подобри што мисля услови. дека Македонија во моментов е како пред 40 години тие кога замина. На прашањето кои се причините и истражувањата и перцепциите истражени со тие истражувања покажуваат дека главната причина е екзистенција, значи економските услови, меѓутоа голем дел од младите сакаат да заминат и поради други причини, поради образование, поради подобро образование и поради подобар квалитет на живот. Првата и втората категорија нема да ги коментираме бидејќи се јасни и очигледни. 60% од оние млади кои што можат да работат, значи кои што завршиле со образование и имаат услови да работат, се невработени. 60% и тоа Македонија е на место број 1 во Европа по невработеност кај млади. По однос на образованието, знаеме каков образовен систем имаме, корумпиран, нетранспарентен и наместо да ги подобруваме оние неколку факултети, државни универзитети кои што ги поседуваме, ние како држава се одлучивме да го зголемиме бројот на неквалитетни и нетранспарентни универзитети со тие фамозни дисперзирани студии. И во време кога пазарот на трудот бара стручна работна сила со средно образование, ние како држава форсираме високо образовани кадри со образование на хартија без практично искуство. Тоа се првите два феномени, екзистенцијата и образованието. Третиот феномен, квалитетот на живот. Мислам дека има голем број на млади или граѓани воопшто кои што тука биле со добра плата, со добра работа, но сепак се одлучиле да заминат заради тоа што им е смачено да живеат во поделено општество, во општество во кое што тие или нивните деца ќе учат во зграда со македонци или зграда со албанци. Значи сегрегација по сите нивоа, не само по етничка основа, ако сакате и по партиска основа. Мислам дека на тие луѓе им е смачено да бидат етикетирани ако не се согласуваат со политиките на едната или на другата партија, со власта или со опозицијата, и мислам дека им е смачено да бидат етикетирани од мнозинството ако имаат либерални визии и не знам, за пример, ако ја поддржуваат ЛГБТ заедницата. Ова се причини кои што ги тераат младите да се изјаснуваат дека сакаат да ја напуштат државата. Јас не се согласувам и не промовирам напуштање на државата, меѓутоа самата држава утврдила дека 85% од високо образованите сакаат да ја напуштат. Ние во едно истражување уште во 2010 утврдивме дека половина од средношколците не се гледаат во Македонија за 10 години од денес.
Што значи дека тие средношколци кои што подоцна стануваат студенти, нивниот процент уште повеќе се зголемува во насока на напуштање на државата. Но што е со нацртот национална стратегија која што државата ја подготви за да го спречи тој процес? Дали тоа е задоцнет или може да има некаков импакт и има ли политика за реинтеграција на оние кои што се вратиле? Мислам дека реинтеграција може да се прави кај азиланти, условно кажано. Ние повеќе треба да се запрашаме што треба да направи оваа држава за да не сакаат луѓето да ја напуштаат. За поздравување идејата за креирање на национална стратегија за спречување на одливот на мозоци. Меѓутоа јас ќе прашам каде беше оваа држава 22 години да се сети дека постои тој проблем. Во време кога невладини организации, think танкови 5-6 години назад покажуваат резултати за огромен тренд за масовно напуштање на државата, и ако сакате каде беше оваа власт последниве 7 години да го отвори ова прашање. Стратегијата се уште не е освоена, тоа е нацрт стратегија која што е изработена без консултација со младинските организации, со граѓанските организации кои што се бавеле со ова прашање. И според мене, од она што го прочитав во документот, недостасува фокус на неколку од клучните проблеми. Таму воопшто не се спомнува феноменот партизирано општество или партиска книжка за вработување во државна администрација. Таа стратегија... Кога сме тука веќе на околу овие нивоа на барање на одговорност, ќе замолам режијата ако може да погледнеме еден од слайдовите кои што го имаме, значи се базира на истражувањето на агенцијата Рейтинг околу невработеноста, особено кај младата популација до 35 години. Да, тоа е тоа. Значи, најголема перспектива за вработување, невработените лица гледаат во политичките партии, а 87% од нив се согласува дека во Македонија денеска може да се вработиш само преку блискост со политичка партија. И сега 22% признале дека при обид за вработување лично биле жртва на политичка дискриминација. Но што зборува тоа за односот на младите луѓе кон барањето на адекватно вработување, кон нивната амбиција, ако толкав процент на млади луѓе се подпираат на државата дека треба да обезбеди работа на сите политичките партии или роднини и пријатели. Значи каде сакам да прашам каде е својата амбиција, значи како ќе ги остварите своите соништа подпирајќи се на политичка партија или на вашите роднини и пријатели? Не можам да прифатам обвинување на младите заради тоа што сакаат да се вработат. Не постојат услови за поинакво вработување. Оваа држава не вложи во развој на мали и средни предпријатија, оваа држава вложи во проширување на државната администрација. Она што државата го нуди е вработување во државна администрација, односно се нуди државата како најголем работодавач мимо бизнис секторот. Во услови на немање услови за барање на друга работа, вас ви остануваат две опции. Едното е да ја напуштите државата, второто е да земете партиска книжка и да се вработите во државна администрација. Мене ми е жал што ќе констатирам дека бројот на првите се повеќе се зголемува за сметка на бројот на вторите. Односно мислам дека младите побрзо ќе ја напуштат државата отколку да се починат на политичките партии такви какви што се за да добијат работа од државна администрација. Феноменот партиска книжка не завршува со вашето подпишување за членство во партија. Тој феномен продолжува со влечење на луѓе по митинзи, влечење на луѓе по контрапротести, влечење на луѓе и принудување да прават списоци за време на избори и да обезбедат најмалку 10 или најмалку 20 нивни роднини пријатели кои што ќе гласаат за некоја конкретна партија. Тоа е веќе газење врз основното човечко достоинство. Не можеме во никој случај да се согласам дека човек кој што сака да си го спаси своето човечко достоинство и да не ги прави овие работи кои што ги спомнат, не е патриот. Напуштањето на државата во услови на македонско општество нема врска со патриотизам или непатриотизам, има врска со спас на личното човеково достоинство. Коста, ја гледаш ли ти врската меѓу патриотизмот и заминувањето? Значи ја уопште не сум патриот, па се вратив ја сакам Македонија и може би ја промовирам подобро од пола патриоти дека. Меѓутоа од моето искуство младите тука како прво немаат сон, немаат амбиција. Имаат сон во кој кафички се седне, колку кафења ќе се испијат, значи за тоа
среда не планот текот на денот. Меѓутоа мене две работи ме нервираат. Првата работа е државата ми прави ова, државата ми прави она. Значи што очекуваат од државата? Луѓе, дали треба општо ти да очекуваш нешто од државата? Таа преголема зависност од тоа државата треба да ме вработи, државата треба да направи ова за мене, тоа воопшто не ми се допаѓа. Мислам дека ако сакаш ти да успееш во животот, прво треба да се дистанцираш од било какво политицизирање на работите или не знам државата е ваква, државата е ваква. Не постои луѓе идеална држава. Јас сум живеел во Дубај кај што сум имал топ плата, ама робови ги граделе зградите. И тоа било потиснато. Значи негде се политички проблеми, негде се вакви проблеми. Не постои идеална држава. Меѓу постојат луѓе кои што имаат амбиција што сакаат да направат со себе. Мене ми доаѓаат луѓе на интервју за работа што не знаат они што сакаат од себе. Што сакаш од себе? Па сакам да работам со луѓе. Па супер, не аплицира за зоолошка градина, значи ќе работи со луѓе. Меѓутоа, можеби преамерички ја размислувам, меѓутоа започнува со тоа прво што сакаш ти да направиш со себе. Која ти е целта во твојот живот? Дали ти имаш амбиција да направиш нешто? Ако имаш амбицијата, ќе успееш и во Америка и во Македонија. Не знам, на Марк Зукерберг државата му даде пари кога го лансира Facebook. Или на милион мали бизнеси. Не се мали, тоа е работата, значи мора да се створи критична маса која што на еден начин ќе им каже на младите дека луѓе може од тука да се направи нешто. Значи Коста, јас мислам дека критичната маса постои, меѓутоа не постојат услови за таа критична маса нормално да функционира. Каков услов кога ти се работи за мојот сопствен живот? Значи имам две опции. Едниот ќе креирам живот кај што ќе преживувам, друга опција ми е ќе креирам живот каде што ќе се ги спомнам моите животни соништа. Значи ти треба самиот да се мотивираш. Не мора мене да ми каже Коста бе не се секира ќе останеш во Македонија топ ќе биде. Значи треба ја да решам што ќе направам ја со мојот живот. Ако овие граѓани ја финансираат оваа држава, кога велиме државата, мислам дека се согласува, мислиме на институциите кои што ја водат оваа држава. Точно. Не може ние да кажеме дека државата нека си го прави своето, а младите нека бидат повеќе амбициозни, па нека и покажат на државата. Тие се два сегменти нераскинливи и еден од клучните проблеми е начинот на кој што државата ги третира младите. По теорија на нештата, традиционалниот начин на третман на државата кон младите може да биде на две нивоа. Едното е младите се иднина, тоа декларативното, кое што сме го слушале многу пати, особено во старата СФРЈ, нели, народ со ваква младина не треба да се плаши за својата иднина. И вториот начин на третирање на младите е дека младите се проблем, односно се маргинализирана група или група која што е склона на девијантни појави и треба да биде заштитена. Новиот начин кој што се третира веќе во развиените земји е на младите да се гледа како партнер. Ние во оваа држава но ниту еден момент не видовме како државата ги третира младите како партнер. Исклучени од одлучувањето и во средно образование и во на универзитет, никогаш како група младите не биле прашани за нивниот став. Да, ќе каже власта дека најголем дел од министрите се млади, голем дел од пратениците, од градоначалниците, од советниците се млади, меѓутоа тие млади застапуваат партиски идеологии и политики. Тие млади не се консултирале со младите како социјална група преку една методолошки пристап или преку некаква репрезентативност на тие млади за да можат да ги бранат ставовите на младите. Затоа имаме целосна дисторзија помеѓу она што државата им го нуди на младите и она што младите го имаат како своја потреба, што резултира со 85% од високообразованите да сакаат да си одат од тука. Добре, да направиме мала пауза само да погледнеме неколку од најинтересните моменти на кои што дискутиравме минатава среда со Владко Василј и Дамјан Здравев и се враќаме повторно. Имаме сегменти кои што не ги дискутиравме сега, ги отворивме тогаш. Јас вината воопшто не ја гледам кај поединците, значи целосно го оправдувам она што луѓето се обидуваат да најдат подобра екзистенција надвор, туку ја гледам кај системот. Луѓето кога се враќаат овдека со надеж дека можеби ќе им биде подобро, но тоа што го среќаваат овдека испаѓа дека не е така подобро, па сакаат пак да си одат. Зошто сметате дека општества, на пример како западноевропските, кои што самите се соочуваат со криза економска и самите се соочуваат за невработеност, би дале повеќе шанса на некој кој што доаѓа од друго општество отколку на своите матични граѓани. Зашто Англија им е поставено таков систем од
што ако јас и англичанец аплицираме на исто работно место, англичанецот има предност, зашто пред се е подобро својот нели да си го вработиш отколку да вработиш македонец со истото образование. Ако нема на конкурсот и не се појави англичанец или некој што е еднакво или повеќе квалификуван од тебе, тогаш ти имаш еднаква шанса со другите конкуренти. Мислам дека кај нас постои една мисперцепција дека кој ќе отиде на страна му тече мет и млеко, веднаш наоѓа добра работа, веднаш купува куќа на кредит, кола, жена, фамилија и белата тоа. ограда. Идеализирана Второ е прашање, сликата. како си? Не, прво прашање како си, второ прашање колку пари направи. Колку Тоа пари е- направи и тоа е тоа и мисла дека ти готово чим ќе стапнеш у Америка на аеродром доаѓаат со понуди за работа, не е Или со тоа понуди така. за брак, што не остана, што не се ожени, што не зема документи. Да, англичаните така англичанките седат и те чекаат. Чекаат ти да Па се мене ми земе. требало по 3 минути ја да објаснам Македонија кај е, а не па да предложам брак на некој. Значи, Мислам најголем дел од прашањата кои што ги добив од кога се вратив во овие месец дена е будало зашо се врати и Исто. ќе одиш ли назад. англичаните не се осудуваат да ги работат тие работи, да не кажам грубо да се изразам амалски, што може да ги работат пољаците, па после со доаѓањето или со отварањето на границите за Бугарија и Романија се намали работната сила и се посебно за англичаните и они осетија дека расте невработеноста, па почнаа да се навраќаат на работите што ние претходно сме ги работеле. Разликата е што одат во општества кои што се организирани, кои што се попредвидливи, во кои што општествено-политичките механизми функционираат на начини кои што дозволуваат да се канализира и талентот, и енергијата, и трудот кој што го вложуваат луѓето, и заради тоа луѓето од Балканот кои што одат на страна функционираат полесно. Голема благодарност и до сите оние кои што се вклучија во дебатава преку социјалните медиуми. Би сакала да прочитам неколку коментари од такви луѓе со своите луцидни размислувања, лични примери и така натаму. Димче Климкаров вели тие што излегоа луѓе станаа, капитал направија и напредуваат во кариерите. Имам во фамилија пример, кај нас нема напредок и работа ако не си со власта или пион или иако си квалитетен. Трошиш време и енергија во надеж, аха, еве, сега, утре, не е ништо од тоа, а времето мина залудно. Од ова дно нема полошо. Ако продолжи со ова темпо, овој систем, како ли да го наречам, ќе ги избрка сите млади и креативни луѓе, популацијата на деца ќе опадне оседно за следните 10 години и на бабите и на дедовците нема да им се живее тука, епа нема спас. Таа ерозија на нашите луѓе ќе продолжи, лично не гледам перспектива повеќе овде за мене и мојата фамилија. И Томислав Наумовски вика никако да разберам зашто темата одлевање на умови секогаш преминува во муабет за аргаство и амалство, па умовите не бегаат надвор за да бидат амали. Овде имаат одлични услови за тоа. И точно, на аеродром не те чекаат со стани кола, ама за разлика од овде, за да стигнеш до нив, нема да ти треба 40 годишен кредит со државни субвенции кој дупло ќе го вратиш. Апропо токму ова последнава констатација и она што го загатнавме претходно во средата со Владко и со Дамјан, дали другите општества даваат подеднакво шанси на сите новодојдени и дали квалитетот на животот кој што младите луѓе ќе го добијат кога ќе ја напуштат Македонија би бил на приближно исто ниво или би била драстично отскокнување во поглед на животот на еден млад човек, но и на цели семејства како што се оцелуваат во последно време. Започнеме? На почетокот да. Ева во Дубај, кога ќе најдеш работа, те чекаат со работа на такси и со кола, значи се дешаваат тие работи. Меѓутоа доаѓа еден период, значи кога ќе ги искусиш тие работи, стварно имаш комфортен живот, се супер работи ти се дешаваат. Меѓутоа тогаш се запрашуваш што сега. Друга работа и со било кој можам на оваа тема да се карам и знам дека сум управо дека кога си од Македонија автоматски на почетокот си граѓанин од втор ред. Меѓутоа тоа не значи дека ти треба да останеш граѓанин од втор ред. Тоа значи дека ќе треба да работиш 3 пати повеќе од било кој. Сега ако си спремен да работиш 3 пати повеќе од било кој, ќе се ја добиеш наградата. И нема да биде само аргатот или овој од земјава што никој не знае кај. Меѓутоа не е розово. Значи мислам дека на крајот од денот испаѓа дека јас според мене не знам, може пак ќе кажам премногу американски размислувам, зависи се од амбицијата и што сакаш ти да направиш во животот. Бидејќи ќе видите луѓе кои што имаат многу пари, кои што отишле македонци кои што се и милионери во Америка и се
кога ќе ги прашаш што ти е сега најголемата желба, да се вратам во Македонија, куќата од кај што сум тргнал. Така да, како приказната со рибарот и со милионерот, што сакаш да правиш, сакам да рибарам. Значи, јас се враќам на тоа дека ако имаш амбиција, ако имаш желба, ќе успееш. Да, во Македонија можеби е многу потешко, но јас верувам дека што потешко, толку поголема награда на крај. Марија? Добро, јас се согласувам дека веројатно дома е најубаво. Сум немал искуство да живеам надвор од Македонија, значи не сум ја напуштил сега, само сум патувал службено или приватно. Држи тоа дека во некоја фаза тоа живење надвор, особено во европските поразвиени земји, таму има се уште доза на национализам, во на Германија, во на Франција. Да, дека веројатно ќе бидете граѓани од вториот, меѓутоа ја ќе фрлам тука една друга теза дека во денешни услови младите во Македонија се можеби граѓани од трет ред. Па сега да споредиме што е полошо или подобро. За мене граѓани од прв ред се оние кои што се во власта или блиски до власта, граѓани од втор ред се возрастните генерално, а младите се граѓани од втор ред или онаа категорија од 14 до 30 години, најневработените, оние кои што не се консултирани при носењето на одлуки и оние кои што се виновни заради тоа што одлучиле да ја заминат од Македонија. Јас ќе речем уште некој да се осмели да ги нарече криви што се живи. Така да пред да се расфрламе со термини граѓани од втор ред, да се замислиме дали младите можеби во оваа држава не се граѓани од трет ред. Некој пред малку на еден од коментарите рече дека лесно ви е на вас да зборите, цвеќиња ви цветаат или на нас сите. Ви цветаат ли цвеќиња во Македонија и би заминале ли повторно? Коста, Марија? Јас до пред 2-3 години цврсто стоев на ставот дека по никоја цена не треба да се напушта Македонија. Си го променив тој став, не само лично, него генерално за граѓаните. Се уште не сум се одлучил да ја напуштам Македонија. Не ми цветаат рози, не ми се допаѓа ова општество и работам да го променам. Тоа не значи дека ми цветаат рози, бидејќи мислам дека живееме во едно затворено општество, кое што заедно сите мора да го отвориме малце повеќе. Коста, би заминал ли повторно? Види, значи, кога отворив мојата компанија, целта беше да бидеме во Македонија, но да работиме со други земји. Така да ние во моментов работиме со 30 светски земји. Немаме никаков бизнес во Македонија. Не би заменал од Македонија, бидејќи се вратив сега тука живеам. Меѓутоа имам цел да ја сменам перцепцијата за Македонија надвор од Македонија. Значи немам цел да седам во Македонија со знаменцето да го веам и да се удирам во град колку сум јак македонец, туку да сформаме на перцепција за Македонија дека стварно сме кул земја, земја каде што луѓето допрва ќе од тој аспект јас сум патриот, бидејќи не кеам луѓето да имаат перцепција билјана платно белеше. Значи ние имаме млади луѓе кои што ја верувам дека мора да издржиме, дека за некоја година ќе се случат овдека работи, само треба да бидеме јаки. Да се издржи. Коста, Маријан, ви благодариме за одличната дебата. Уживавме во вашите аргументации. На гледачите на ТЕРА и на Алфа телевизија им благодариме за вниманието. Поздрав!